Детската имагинација ни немаше крај, бидејќи место илустрираните детски книги и конкретни телевизиски визуализации што те насочуваат на одредена конкретност и на некој начин те ограничуваат во мечтите, удов бевме за родителите кои уморни, неуморни мораа да ни раскажуваат приказни, а ние да се замислуваме во неограничени димензии како главни ликови во нив. Игрите не беа фудбал со топка од партали, ашици, коски извадени од спојките на колената на јагнињата, джиџанки, игра со искршени парчиња од порцелански чини, особено шарените, кајдераци со газери од гранати или големи како дланка плоснати камења, на тупчина лагери, извадени од гранати, денешни џамли и така натаму. И сето тоа ни правеше страшен ритуал, забава, смешка, плачка, зашто демонтирајќи ги гранатите заради тупчиња, некоја ќе експлодираше. Гледавме најмногу воени и каубојски филмови. Главните ликови ги викавме детто, сите ги одигрувавме во малата. Од Тарзан до Немјо во Пламен и стрела со Берт Ланкестер. Тие игри стасуваа дотаму што водевме војни мало со мало, па се до лом правење на керамидите од сите куќи на спротивното мало и обратно, па дури и до раскрвавување на глави, кршење нози, вадење око со стрела, од каде потоа театарот на суровоста и теророт. Овој разговор го потегнав од насловот на вашата монографија Мите, сцена, живот. Сега ќе ве навратам уште од детството и како се роди целата таа љубов театар, затоа што родени сте во далечната 1943 година и верувам дека врвејќи низ врволицата наречена живот стекнавте едно огромно искуство кое на моменти го споделивте и со публиката, и со сцената, и со целата таа енергија што се создава наоколу. Дали ќе може да не навратите во тоа време, како се одвиваше и како стана Мите легендата? Нема проблем, затоа мене ми се случи, дали случајно или намерно, 54 година имав прв настап. Од школото се правеше представа ликот на Тито денес. И мене место на сцена да ме ставија меѓу публика. Умрев од трема и од срам. Меѓу публика ја треба да кажам. И така, тој беше инцидентен настап. 56 година играв едно Знам пеперутки се викаше пиесата, ја играв Гане. И една професорка по македонски што ни предаваше, Караманова, и се налютив многу затоа што мислеше дека сум прилепчанец. Што говорам прекрасно. А заборавал дека сум струмичанец. И така. А од 58 постојано аматер си бев. Нели, до 62 додека тргнав на факултетот. Се што се случи. Не ме завлекува ни актери, не ме завлекува ни режисери да бидам јас актер. 60 година се запознавме со еден поет одличен македонски, Ристо Јачев, на Автопат. И тогаш он играше и во Штипски театар и го изиграваше Джемс Дин. И скокал низ прозори и не знам како правил и онда фино и се дружевме. Ми стави човек ќе на позоришна, тогаш се викаше Позоришна академија во Белград. После стана факултет за театар, филм, радио и телевизија. И ме стави чивијата. Мене јас спомнав 61 година дома кај татко ми ќе на позорин и татко ми каже: "Ша, ќе те правам глупец." Добро. А снима како млад почнав да свирам виолина. Татко ми не ојде на родителска средба, отиде Атанас Мучев, еден професор што го има по ликовно. И му рекле, тој Кекин му рекол, најдобар е, за првите 3 месеци, нели, најдобар е, значи, и таа, "Шо, ќе те правам Кекин ѓуптино?" Не бива.
Така ли, јас 71 година зедов стипендија за Војна академија. И 7.000, а татко имаш 5.000 плата. Среќа ги чувал кјути. А имав еден професор во гимназија, Роберт Ансаров, кој пишуваше и книги по математика. Во Америка беше, сега почина. И он вика, доаѓа 60 година, вика ти и ти. После часовите правиме драмска секција. Чега бе, професоре? Имаме ние тука ученици кои играт у театаро, нели? Имаме Борис Дановиќ, го имаме Матаничаров тон. Не ме интересува, кај знаеме дека имаме ни талент? Ти да не се кереш, мене ми требат одлични ученици, а има кој да каже дали се талентирани и кој е талент. И дојде еден голем глумец, Бог да го прости, Думев. Он играше и у Битолски театар, едно 3-4 сезони. Заедно со Љубиша Трајковски, Јосиф и така натаму, да не ги бројам сите од јас си го вика Фацо Стефановски деде, многу ме сакаше. Заедно си бевме на Паг од Црно семе. И сега. Дојде Думев, не одбра. Коле Малинов, сте чуле, режисерот на телевизија. Кирил Здраевски, еден голем глумец од Струмица, почина и он. Михаил Левенски, невропсихијатрот, од кој имам е направено Среќа пред да умре, направив една представа Затвор за жени. Се израдува, година дена ја гледаше и после почина. Замисли да закаснав една година, не може да се ја види. И по математика тогаш имаше 3 задачи, добиеш 5. Една задача тројка, 2 задачи 4. Викам, колку ти кошта една задача? 3. Он ме барка одма на втората задача. Да не добием, да не одам на друг факултет. Тогаш за пушење цигари се исклучуваше од школа. Мене ке ме тераше надвор да пушам, значи се инкогнито, само и само да ме намеси да одам на тоа. Значи, најголемата причина е Роберт Ансаров. Која направивме таа представа, Думев ја режираше, селска учителка од Светоли Кранковиќ, доаѓа Ацо Олексов, режисерот што беше на телевизија, доаѓа шотоку дипломиран од Белград во Струмички театар и директор станува. Ја гледал представата и ми фаќа зубом, зашо бе пич ти не идеш у театар? Кам, бате, Ацо, многу сакам да дојдам, ама ме е срам утре у театар. И не вклучија мене и Кирил Здраевски во представа, кој ги режираше Благој Андреев тогаш, Скротената бес, нели, па од Шекспир и се одеше, секој театар тогаш мораше да оди, тоа е значи 60 година, 61. Секој театар мораше да оди по месец ден на турнеја низ Македонија, по сите театри. И тогаш беше прекрасно, затоа што се дружеа сите глумци од сите театри. И таму почнав да работам и со Бранко Ставрев, голем режисер, со Чедо Христов, со Думев да не правиме мувет, Стојан Гогов. Он ја правеше 62 година, кога бевме матуранти, ова Сомнително лице ми го дај Јеротија. И замисли, на републички смотри во Штип ме гледа Парличко. Ја умирам од страво и што да ти кажам. И ми ја даде наградата Парличко. Да ти даде награда Парличко, он е најбољи Јеротија на Југославија. Сега. И тој Роберт инсистираше со другар му по македонски, он беше по македонски Ѓорги Митев. Инсистира многу да одам на тој факултет. Ристо Шишков таман дипломира и ме спрема, јас веќе бев готов, ама он уште една неделя работи со мене. Значи се, пази, асови учители сум имал. Ама се по препорака на овие. И не се ојдов таму, 250 души
кандидати. Викам, леш на Струмички, што терам јас тука, што барам јас овде? А излегуваат од тоа приемниот и ја мислим да сам веќе приме, сите културално говорат, ми ако поговори по-дебело, готов е. И од тие 250, 38 не примија, а дипломиравме само 10. Значи 28 аут. И се на крај дипломиравме со Зафир Хаджиманов и со Кирил Андоновски. Дојде тогаш Ацо Алексов и Томе Арсовски да не гледаат у Белград и го викнаа тој асистент што беше на Мата Милошевиќ да ја режира на наша телевизија оние кои доаѓаат. И не се војдов ја у Струмички театар да бев применуват Илијат Везник, хвала Господјо, Мира Трајлуќ една глава повисоко од мене, ме сакаше многу. И хвала Господи, идем да радим Македонија као македонец, да доđem да се борим против вас као македонец. Место да се навреди, да кажем, мрш пичко, она вика, синко, иди избичкуј се по свету, од мене су ти врата 5 години отворена. И 5 години, секој 1 септември ми се јавуваше, она си умре, јас си останав заљубен во Македонија. И пази, го скокам с Скопје, одам у Струмица една неделя работа. Со декрет ме донеса у Скопје, Хри Стефановски, одма оберучки ме прими. И кога ја добив наградата Златен ловро венец во Сараево и млад борец, дојде братучет ми Кочо Урдин, голем писател македонски, да ме моли да се вратам у Струмица. Одеш, пази, за 5000 ми спустија. Па се вика, не барав ни услови, ни стан, пошто имав куќа таму со мајка ми татко. Викам, не брат, овој театар ми прожил се, не се враќам. 250.000 плата ми дават. Пази, од 75 до 250 е многу, не? Не ојдов, останав на зборот и на драмски му подарив 41,5 година стаж. Сега, Роберт Ансаров по едно 10 години доаѓа со жена му, Драга Ансарова ме придаваше физика, доаѓа во драмски да ме гледа. По представата седем у бифето, уште не беше интерно бифето, и вика, гледаш и се дека сум управо што сум те натерал. Викам, ти ли ми направи тие макебе? Зашо да се мачам јас? Татко ми, викам, сакаше, кога дојде да гледа партитура за еден Мирон, вика, синко, пошто има и таму завршив и 2 години книжевност, 1 година право. Не е важно, будала. Значи, вика, синко, ке ти дам пари да завршиш 2 години книжевност, само да не се мачеш така. Значи, он по-друго го гледа, тоа емотивно. Али беше интересно, кога почне мајка ми да плаче на матура, 62. Викам, шо е сега работа? Ајде, кеош војна академија, нема те видам, нели ги шета по цела Југославија, немаше тука, кај сакаш ти. Викам, одлучејте, или ова академија, или ова академија. Ја и татко ми, ај, оди глупец, ајде. И ги врати стипендијата и така појдов. Значи, то се сврши, сега Роберт ми вика, слушай, зашто ме натера, зашто ме натера да бидам ова? Сега ќе ти објаснам зашто. Пази колку години минаа. Значи, едно 10 на години, 20 се поминале. Јас вика, многу саках да одам книжевност. Ама татко ми викаше, слушайте, ај заврши математика, книги, ако сакаш, читај. И он ме заеба. За да не се случи со тебе истото, јас да те буцках тоа, треба човек да студира тоа што го сака. Ама добро, ја не знаев дека сум талент, Думев ме откри како талент, нели? И сега, тој талент го развиваа со мене и онда ти станува љубов, чедо. Ете, така стана Одисејата, да и си бев глумец, пази, од 58 континуирано аматер до денес, а од 67 професионалец. И ќе останев само глумец да не се случеше да служам војска показна у Гевгелија. Од ова, како се вика, од Лесковац, показна ме фрлија у Гевгелија. И тука се запознаме со Мите Мурџев.
Јас направив една представа да проговориме и запееме за Ленин. Знаеш, и направив јас сценарио, и кој направи представата, они зеле да спремат црнило од Коле Чашуле, и им дошло Жешко и јануари ме вика 70 години. И тогаш 3 лудака, Пене Узунов од Негорци, Бог да го прости, Мите Мурџев жив и ја, од 70 години до сега театар прават. Разбираш. Така, и почнам да се бавам со педагогија. Onda можеш да читаш повеќе, мораш и така натаму. Знаеш, имав еден професор на факултетот во Белград, Станислав Бајич, кој предаваше светска драма и книжевност. И тогаш уште немаше нели телевизии, немаше овие, како се вика, нагледни материјали. Он кај одеше, крадеше книги од представи што има сликано. И ќе дојде на час ке ни покаже. И го питаме, професоре, која е најбоља представа на свет? А немаше вака брадичка тука, брадуljка и вака прави. Децо, најбоља представа е она кад професионалци заиграју аматерским жаром. Викам, шо човек се зеза со нас? Ама ако почнам да се бавам со педагогија, сватив што значи тоа. Гледај, професионалците ќе им дојде некаде до овде, ќе каже, за толку плата, толку, колку пари, толку музика, нели? Па ќе се шмират, па ќе си прат ова, ќе си прат она. Чест на исклучоците кои нон-стоп изгоруваат, нели? А тие аматери кои, ако ти поверуваат, си добар педагог, они гинат. Сега, професионалците кои ќе играат со тој жар, тогаш е таа врховска представа. Зато на времето стана драмски театар еден од најдобрите у Југославија. Сега е не најдобар. Што да ти кажам? Многу жалям за тоа и молам Бога да се поврати. Пази, ние се сакавме. Ри Стефановски ностоп примаше млади луѓе, ама старците не ги запоставуваше. Играа прваците, ние со нив учевме од нив, а они изташно ни се даваа и се сакавме. И тој што немаше проба, доаѓаа на пробите и после седеме у бифето, продолжува пробата со 2 реда мобет, 3 реда чашки и трае може уште 5 сати. Сите сакаме да си помогнеме еден на друг за да биде квалитетот подобар. И тука немаше луѓе. Абе, песни пеевме, што да ти кажам. Маратони теравме, сега не песна, абе вака се гледат, бе, еден со друг неќе да се видат. Нема. И по едно време дојде една генерација, сега пред 15 години, вика, од сега нема прваците да играт. Само ние, младите, ни представи прават, ни публика има. Што правиме? Ние постоиме за вас, за публиката. Ако актер не е сака публиката, публиката 2 пати нема да го сака. И ако е лаже публиката, 3 пати нема да го сака. Ако шмира, 4 пати нема да го сака. Ако се прави чалам, па уценува, па ова пона, пич нема да го сака. Јас сум одушевен од ова прекрасна битолска публика. Значи, до сега колку сум настапувал и на оваа сцена, и на малата, и не знам каде во бил, јас не сум ја изневерил, значи. Тоа ми докажа. Ни едно намрштено лице не видел. А за која е најголема награда? Гран При? Не. Насмевката на публиката кој ќе заврши представата и аплауз. Поголема награда има ли? Значи, јас ве сакав од цела душа вечер, ама почувствав дека и вие ме сакате. Ето тоа. Токму така. Имате кажано, најлесно е да се игра на филм, потешко да се игра на телевизија, а најтешко е да се игра на театар, односно во театар. Точно. Знаеш зашто е најлесно на филм? Зато што снима кадар по кадар. Значи, ќе го повториш 20 пати, едно ќе се убоди и ако е талентиран режисер, ќе се монтира после.
На телевизија е потешко кога се снима сценка по сценка. Ако се снима филмски е исто као филмот, ки се вика ТВ филм. Ali ako se snima TV drama, se snima scena po scena, pa ima 3-4 kameri, neli? Потешкичко, затоа што повеќе текст има и повеќе партнери и така натаму. А најтешко у театар затоа што мораш континуирано да живееш на сцена, да го знаеш текстот од А до Ш. Нема тука кадар, ке кажеш 2 реплики, па нема застој. Тука мора да тече органика. Значи, да се спои мисла, говор и движење. И то во континуитет, без застој. Зато е најтешко. Професијата ја разви фанатичноста во мене. Нема не може, мора. Нетрпеливост кон неталентираните, а преамбициозни и лоши луѓе. Одбивност кон нечитањето, зашто само со читање не само што ќе дознаеш колку не знаеш, туку може во тебе да се роди и нешто заспано, зашто си исклучително способен. Веројатно тоа и ме натерало да се занимавам со педагогија, режија и драматизација. Всушност, да се занимавам со комплетна драмска уметност. За мене публиката е другар. И во нашето дружење сакам простиот да ме разбере, а интелектуалецот да размислува. На тој начин настанува законот во театарот. Автор, режисер, актер, публика, неповторлив уметнички чин кој се вика театар, со своето вистинско и правилно постоење. На оваа професија најмалку и прилега легачката кондиција. Како прво, актерот мора да поседува кондиција за учење, да биде способен не папагалски да ги учи текстовите, туку за секоја роља мора да почнува од самиот почеток, од А, Б, В. Вие во Македонија најпрви го поставивте поетскиот театар. Покрај поетскиот театар се истакнувате и како поет. А од една страна поезијата е секогаш жива, исто како театарот, и неповторливо од една страна. Ајде малку повеќе за тоа, затоа што малкумина овие податоци ги знаат. Така е, че да ја сакав да направам свој театар уште 1973 година. Не ми дадоа. Вториот обид ми беше 77 со болна градина од Ристо Јачев, кај што зедов и 2 студентки од прва година на кои им предавав. И Коле Чашуле тогаш рече, јас ќе направам да имаш пари да направиш театар на поезија. И то не биде. Значи, и него го кочеле. Следната година, од Михаел Ренџев, еден голем поет, направив представа Страв со Софија Гогова и ја. Пак не ми дадоа. 80-та година со Пене Узунов, уште ми беше жив од Гевгелија, и Вилма Чипова, ја направив Лубов, што ја правевме 73-та година со Иван Митевски Копола, кој почина се, син му е жив. Во Дом на младите беше тогаш, сега е МКЦ. И кај беше извонредно пукна и ја снимав на телевизијата овој од Гевгелија и па не ми дадоа. Дури 93-та успев да направам свој театар. А пишувам од 61 година. Во Белград 67 пред да дипломирам ја напишав Вапиек поема една Вардар Пиринеги. Кога дојдов по дипломирањето, Ристо Јачев и Божен Павловски ме сретна, вика, брат, ова е одлично, ама ако ја објавиш, ќе скапиш у затвор. Дури 91 се појави во првата моја стихосбирка Откорнат од душата. И тука е конгломерат од 30 години збирштина. Траја Мартиновски, Бог да го прости, еден голем талент, поет. Никој не знае дека има напишено 13 книги, ја пишам сега роман за него и се вика Таленти. Со Бога напред. Почеток и крај ме завршен, само оној дел кај што не бил со мене, од кај со мене бил, се е тоа јасно.
другарите морам у Охрид додам да ги прашам што анегдоти има со него. Jer греота е да не ги ставам натре. Живи се, друже. Одбра пејци 2 песни за првата книга. Не, јас дозволи само 23. Знаеш, и покуша Тале да ме испроба, напише една песна му дав и он е трп, ја парафразира. Викам, ова не е моја песна. Браво, бе, брат, така. То може да би е твоја песна. Моја не е. Мојата е ова. И така. Стана, а до сега во книгата, ако излезе второ издање на трилогијата, ти ќе биеш меѓу првите, ќе добиеш чедо и овај, како се вика, има 14 критики, сега ако идеш второ 17 критики. Знаеш што значи тоа? И тоа врвни. Од Видое Подгорец, од Михаел Ренџов, од Санде Стојчевски, од Тамара Арсовска, од Томе Арсовски, од овај, како се вика, покојната, кажи ја, гениална поетеса Светлана. Браво! Светлана Христова Јоцич. Овој, што да ти кажам? Добранко Габо. Тоа е тоа. Син. Но, со Бога напред. Значи, то толку да пишат не е, значи, чабар. Воопшто. Нешто значи. И така да ни ми дадоа театар за поезија да направам, ни ми дадоа свој театар, кој што го имам. Ама па, со Бога напред успеав. 93-та успеав у Кочани. Се најде еден бабачко у Кочани, Чима Ангелов, застана зад мене и он беше мецена на првата моја представа Сомнително лице. И така тргна од Кочани до универзална сала и после се редеа проекти до сега. До овој црв. Вечерва битолчани, односно и сите посетители на фестивалот на Монодрама Битола 2016 имаат исто како што кажавте, можна да проследат вашата монодрама по текст на вашиот син Морче Грозданов, насловена како Црв. Но она што сакам да ве прашаме, кога актер, глумец, но има еден прекрасен збор, барем за мене, скомрах, нешто за ова наше поднебје, исконско. Вие бевте сам на сцената, обично така и биваат монодрамите. Како успевате, со оглед на тоа дека на македонската театарска сцена имате поставено најмногу монодрами? Како се справувавте со сето тоа и оно што се случува на сцена и оно во публиката, затоа што според мене како гледач е нешто големо, огромно. Не е толку едноставно колку што изгледа. Не е чедоич едноставно, прекрасно си приметила и должен сум да ти објаснам. Монодрамата е најтешкиот род во нашиот занет. Тој е врхунец на се. Преска кажував на твојата колешка дека актер на сцена кој ќе има да се искаже од представите, спектаклите, камерните представи, да се искаже се што сака на публиката, не треба да работи монодрама. И не талентот не треба да работи. Лошите актери. Ја не сум чул ни еден лош актер да работи монодрама. Ама, што има во тоа? Во монодрамата или си то што треба на сцена да бидеш, или си ништо. Трето нема. Кај е кунстот? Мене многу ми е лесно кога само глумам или кога само режирам. А ми е многу тешко глумам и режирам. И кој ќе некаде да ме видиш од страна, кој ќе се скарат во мене актерот Мите и режисерот Мите. Тоа е паѓаш у несвест. Чедо, ама овој пат се споја некако, не скара многу за Црвот. 9-та монодрама е ова, не е шега. Со Бога напред, додека мрдеме, може ки. Сега дадов на двајца великани да читат еден текст кој ја го напишав, Дибови глави се вика.
ситуацијата од 91 до сега и сакам изин од нив. После ќе си правам драматурги, чуда и така натаму. Оти ќе правам прв пат монодрама и спектакл. Разбираш, ќе викнам 20 души, ќе направам кафана и 20 души хор, кои ќе бидат актери. Ја ќе одам меѓу сите нив и ќе ги провоцирам, капираш? Може да мислиш, кај знам се кои луди идеи ќе дојдат, за да стане додека се движам, додека имам снага и нели. 7 години и 2 не се нафрлење, нели? И јас можеби покасно ќе почнем монодрама да режирам и да играм, да не беше Ацо Шопов. Многу го сакав ја него, не само како поет, никој човек, и он ме сакаше мене и секоја книга ми ја посветуваше, ми даваше него. И читам, и кога умре, ми ја подари Дрво на ридот, последната книга, во болница кога го посетив. И тогаш Светлана, жена му, Васил Појовски, брати Мишо Велков, ме за Мите направи нешто од ова. Значи, пол години имав ја 1982 година, од 43-та, значи немав ни 40 години. Значи многу млад почнав. Па после 83 дојде Кјумурџијата, а ја работеше Дарко Дамевски. И доаѓа Бошко Смакјовски, авторот, и вели Мите да не, викам ја на колега да земам тоа што работи, нема шанси. Он си работи, чекај ти, почина Дарко. Ти го сакаш ли Дарко? Да, негово име направи, он. И се ме клјатеја така. Дојде Ристо Давчевски и Терпеја дошол од кај умрените, јас додал со се Мите Грозданов, разбираш. Па после ја направив историска хронологија, па после од трилогијата кој излезе трилогија, па после ја направив Чекајки го Илко од Миријанка Ристевска, па после од Миле Поповски ја направив овај Којне, Коњи, па од Миријанка плюс Дај му на човекот, и еве сега дојде девето. Тешко беше да се работи според текст на вашиот син? Еве, не беше скокотливо? Види, скокотливо, тешко, ама морав да правам драматургија. Он си направил драматизација, свршил работа. Ама треба и драматургија се направи, така? Сега, овој расказ ја што го напишав Дубови глави, Бранко Ставрев и Иван Чаповски ќе учитат као расказ. Ама ако го ми дадат изин да го правам, ја се треба седнам драматургија да направам. Така? Али овој како се вика, како се работат, како треба да работиш кога немаш, од мене ми е лесно ако ме води режисер, нели, ја да ја спроведам неговата идеја. Или јас ако режирам, актер да ја спроведам мојата идеја. Ама јас да си кажам себе си како да ја спроведам идејата, кога ќе сметам дека сум готов. Една неделја пред премиера викам луѓе, блиски, ама не да ме тапшат, туку да кажат што не чини. Играм на пола копи. Да кажат што повеќе приметби. И за една неделја станува оти ти треба свежо око, свежо мислење, свежо гледање, нели? И така стануваат моите монодрами. Прилично возбудливо, интересно, авантуристички. Така че. Бидејќи на македонската театарска сцена важите за еден голем уметник, за хуманист, за боем, за филантроп, човек кој постојано ги сака луѓето и во постојана врска со нив. А не ли е поарно да ги сакаш од колку да ги мразиш? Многу. А од друга страна, важите за исклучително талентиран. И според она што сум го слушала и од публиката, од гледачите, на телевизија, младите се сеќаваат на Солунски патрди, сјајна улога и уште многу има да се зборува. Вие го имавте талентот
И сега многу млади кога ќе настапат на театарската сцена го имаат талентот. Но како треба да се работи една порака? Тука е работава до... Како изгледа тој куфер на искуство? Види сега, не постои неталентиран човек. Но зашто и за која струка? Ако се погоди талентот у нашата струка, како викаше Ајнштајн, 1% талент, 99% работа. Оти, ако не работиш, колку да си талентиран, го уништуваш. Умира талент. Он мора да се храни. А се храни само со работа. Тоест, може ли да имаш кондиција без тренинг? Нема. Браво. Се е кажано. Значи, само, како викал Ленин, учица, учица и учица, значи учи. Така вика Мите Грозданов, работи. Некој пат џабе, ама не седи. Јас дневно одам по 5 километра пешки. Не од што морам. Сакам за да можем да имам кондиција. Ова да го издржам, а тоа не може да го издржи сега. Точно. Разбираш ли? И се чувствам многу подобро. Сега, почна да викат легенди. Слушай, то си е лична волја и неприкосновен, субјективен, приватен став на секој поединец. Кој кого како сака да го нарече. И зато не случајно реков, поарно да ги сакаш луѓе за кога да ги мразиш. Од мразење нема аир. Само се упропастваш и себе си. Ке си навлечеш чирои, ке си навлечеш болкина, ке те заболат мислите, а тогаш е опасно ако те заболат мислите. Тоа е тоа. Јас ви благодарам многу за одвоеното време, вака пред представа. Ви посакувам многу успех и се гледаме на следната 9-тата монодрама. 10-тата мислиш? 10-та. Да се дружиме пред да им се придружиме. Составен дел на скомрахот, актерот, уметникот, боемот, покрај движењето е без друго и дружење. Новој сегмент од животот, кој неизоставно му се прилепи како таксена марка, Мите сиот свој живот придава голема важност како на најубава, неспоредна работа на светот. Од тука и авторот на неговата монографија е сведок на многу ноќни сеанси и многу непреспиени убави ноќи, каде што се пееле македонски, не само такви, љубовни, комицки, народни тажаленки за радост, покрај домот на Стокхолмска 9-6, дом на боемот, боемите, пајташите на Мите, се дестинациите, старото добро запаметено бифе на Драмскиот театар, сите постојни и непостојни домови на културата во сите градови на Македонија, без исклучок, од Скопје па до Гевгелија. Струмица, Тукава Ландово, Штип, Радовиш, Берово, Делчево, преку Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Кичево, Дебар, Стража и уште наред нафрлени и ненафрлени места и случувања од не така малата ни Македонија. Меѓу скопските места на злосторството најактуелно и најнезаборавни од 90-тите години па наваму е Струмичко-скопската кафеја на Тиверија, каде Мите го воспостави светскиот ден на јадење луди џушки. 23 декември, каде ги слави јубилејните и нејубилејните години од гастрономската лутина, а се со цел да собере што повеќе народ околу себе, за себе, покрај себе, за да биде со нив.